Нашата денешна тема, односно преку ова вклучување, ќе го одбележиме вчерашниот ден, односно светскиот ден на децата жртви на агресија. Ово утро заедно со мене е мировен работник од детската амбасада Мегеши, Фатмире Ајдари. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро и добро ве најдов. Деца жртви на агресија. Што поточно подразбираме по таа агресија? Дали само физичко насилство или други видови на насилство? Под агресија подразбираме непредизвикуван напад кој што има цел подчинување или освојување. Во светски рамки, според податоците на УНИЦЕФ, во ноември 2023 година 400 милиони деца живеат во воени зони. Ако гледаме уште од почетокот на војната во Украина од февруари 2022 година убиени се околу 2000 деца, додека од октомври 2023 година во појасот Газа убиени се 15.000 деца. Ако го додаваме тука и децата кои што се повредени, децата кои што се оставени без дом, без родители или родителска грижа, кои што немаат достап до образование, нема доволно храна, оваа бројка сигурно е голема и застрашувачка. Имаме ли некои податоци за децата во Македонија? Колку од нив се соочуваат со некаков вид на насилство? Во Македонија, за жал, се уште пристапот на пријавување на насилство не е во таа мера која што би требало да е. Според едно истражување од професорите во Филозофски факултет минатата година, од испитаниците 24% пријавиле дека се или биле жртви на физичко насилство. Ова не е мала бројка, меѓутоа се верува дека таа бројка е уште поголема кога ги земаме во предвид дека вклучително и семејното насилство, деца кои што се жртви на семејно насилство, на врсничко насилство, децата на улица се верува дека се повеќе изложени на насилство, овие бројки се доста поголеми. И ве велите дека најверојатно се многу поголеми бројките. Која е причината за толку големата бројка според вас? Што треба да се преземе за да дојде до подобрување на таа состојба? Кој е првиот чек? Важно е да се превенира, важно е да се работи на превенција на насилството, да се разговара со децата, со младите, за проблематиките кои што нив ги им се важни и ги се проблематики со кои што се баваат секој ден. Исто така, како велат, полесно е да се спречи отколку да се лечи. Зборувате да разговараат со некој повозрасен од нив или пак со компетентно лице, пример психолог или слично? Важно, ние секогаш одиме на тоа дека кога децата се жртви на насилство, важно е да разговараат со особа на која што му веруваат, било тоа се родители, било тоа се наставници или стручни служби. Додека родителите приметуваат при разговор или промена кај детето во однесување или некои постапки кои што не биле вообичаени претходно, важно е да се обратат кај стручно лице, детски психолог кој што би можело да помогне и да се надмине ситуацијата. Но како што реков, важно е да се разговара и да се превенираат овие ситуации, бидејќи од годишниот извештај на Ало Бушавко на детска амбасада Мегеши произлегува дека од први од јавувањата, мислам по висина на бројка, се деца кои што бараат поддршка за ментално здравје. Освен тој дел со разговарање со некој кој што им е близок или пак она поддршка, колку овој светски ден прави разлика на оваа тема? Дали прави некаква разлика од одбележувањето на самиот ден? Иако тие се бебешки чекори, сепак верувам дека се прави разлика кога се разговара, бидејќи освестувањето, кревање на јавната свест, на свеста кај децата и кај возрастните е важна компонента која што веруваме дека ќе донесе кон промена во иднина.
При самиот крај може и да ве прашам како се одбележува овој ден вообичаено во светски рамки и како се одбележа вчера? Па дали може би имаше тука некоја активност по повод овој ден? Мислам дека малку се зборува за оваа тема, имајќи во предвид колку е комплексноста на истата. Кај нас се обележа само со изјави, со тоа повикување за како општество да бидеме поодговорни и да се подигне свеста. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и јас. Можевме да заклучиме дека секое дете заслужува да има безгрешно детство, без никакво насилство, со оглед на тоа дека и некогаш насилството често пати е невидливо, така да дефинитивно треба да се обрне внимание и на тоа, кое што всушност целото ова е порака всушност на вчерашниот ден, односно 4 јуни, светскиот ден на децата жртви на агресија.